Обично, кога има некој верски празник, често пати може да се слушне како луѓето, односно верниците, постат. Така, некои постат со зејтин, други без зејтин. Некои го гледаат како можност за држење диета, додека пак други за други цели. Некои пак додека постат, зборуваат лоши зборови, додека пак други се фалат и слично. Да слушнеме што всушност представува постот, како тоа библиски се прави и за која цел и што представува молитвата. Постот е воздржување од задоволствата на телото, како и откажување од празни зборови, клетви, завидливи и лоши мисли, пушење цигари, алкохолизам, наркоманија, преадување, врзано за парите и материјалното и слично. Постот му возможува на телото, телесните навики и зависности, како и на умот да се покорат на Бог и помага во процесот на исцелување. Постењето треба да биде искрено, а не за религиозна фалба и гордост, бидејќи тоа е погрешен мотив. Постењето не е мерило за твојата вера во Бог, туку стремеш за да му се покориш и за да развиеш блискост со него. Во Библијата, во Матеј 6 глава, од 16 до 18 стих пишува: И кога постите, не бидете намуртени како лицемерите. Тие си го изобличуваат лицето за да забележат луѓето дека постат. Ве уверувам дека друга награда за нив ке нема. А ти кога постиш, дотере си ја косата и разведри си го лицата, за да не те познаат луѓето дека постиш. Доволно е што знае твојот небесен татко, кој го гледа тоа што е тајно, зашто ќе те награди јавно. Постот може да биде делумен пост со еден лесен оброк во текот на едно деноноќие, чест пост само на вода и течности и апсолутен или надприроден пост без храна, вода, а во некои случаи без сон. Постот се прави за да се прослави Бог, а не за слабење, диета, тренд или религиозност. Во текот на постот, христијанинот треба да биде целосно посветен во молитва кон Господ Исус Христос и проучување на Божјото Слово со дистанцирање од световните појави и вести. Молитвата е заедништво со Бога, директна конверзација, односно диалог, каде што во еден момент ние зборуваме, а потоа молчиме и слушаме, зашто Бог зборува. Кога сте во Божјото присуство, вие го бакнувате лицето Господово, но тој бакнеж го добивате и вие. Преведено од еврејски, зборот молитва го има значењето да го бакнеш лицето Господово. Молитвата е отварање на себе си кон Бог, со цел да ја примиме неговата љубов. И колку повеќе примаме од неговата љубов, таа не преобразува. Молитвата треба да е едноставна, а луѓето мислат дека е напорен процес бидејќи вложуваат своји концепции во текот на молитвата и користат некои придружни елементи како што се бројаници, икони, свеки и слично, но тоа не ја прави молитвата подобра и појасна, туку напротив, фокусот наместо на Бог се става на ритуалноста. Да копнееме да бидеме во заедништво со Бог, да пребиваме во Неговото присуство и да чекориме заедно со Него. Во Библијата, во Евангелие по Матеј во 6 глава, пишано е: А кога се молите, не постапувајте како лицемерите, кои сакаат да бидат забележани од другите кога се молат по синагогите и плоштадите. Ве уверувам дека друга награда за нив ке нема. А ти, кога се молиш, влези во својата соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот невидлив небесен татко, кој го гледа тоа што е тајно и ќе те награди јавно. Кога се молите, не редете празни зборови како тоа што го прават оние што не го познаваат Бога, мислејќи дека ќе бидат услишани поради својата речовитост. Не бидете како нив, зашто вашиот небесен татко ги знае вашите потреби уште пред да го помолите за нив.